Ние сме особено благодарни на владата и премиерот и министерот за здравство што во очи денот на ретките болести 28 февруари оваа година сме на гости, затоа што обично ние бевме домакините кои што иницииравме средби за да има одбележување на денот на ретките болести. Напредокот е огромен очигледно во оваа држава, затоа што навистина сега се чувствуваме добредојдени во зградата на владата на Република Северна Македонија, во која што можеме слободно да зборуваме кои се нашите предизвици и што е она што сакаме да се постигне во унапредување на состојбата за ретките болести. Премиерот и министерот кажа дека имаме зголемување на буџетот за лекувањето на ретките болести, имаме одредени унапредувања и во дијагностичките мерки кои што придонесуваат кон тоа да се откријат нови дијагнози и нови пациенти со одредени дијагнози во нашата држава. Меѓутоа ни преостанува многу работа затоа што сакаме еден холистички пристап во третманот и негата на ретките болести, а тоа значи не само нега и грижа од здравствен аспект, туку и од социјален, образовен и севкупен аспект, да има помош за пациентите со ретки болести и при образованието, да бидат препознаени во законите, во законските одредби, со што ќе им се овозможи и вработливост и некои подобрувања во нивниот работен ангажман. Затоа што е очигледно дека, знаете како викаат, болните луѓе имаат поголема желба за живот, а тоа е затоа што они знаат да го ценат животот, затоа што се соочиле и со други ситуации како што е и смртта. Ние сме една динамична категорија на пациенти. За жал, изминатата година изгубивме двајца наши соборци, меѓутоа откривме и многу нови и постојано ќе продолжуваме нашата работа се во насока за ниеден пациент со ретка болест да не остане сам изолиран и забораван. И благодарност уште еднаш за сите напори што ги вложуваат владата и министерството, меѓутоа тука сме ние да ги потсетуваме доколку некаде затаат и доколку ни требаат нови мерки за да се подобри нашата состојба.